Добар ден на сите. Синоќа со митинг заврши 50-дневното празнување по повод 20 годишнината од формирањето на ВМРО-ДПМН. Од целиот изминат период јавноста со право си го поставуваше прашањето: што е тоа што владеачката партија ќе слави, и тоа на ваков мегаломански, аздисан, севернокорејски начин? Македонија денес по 4-годишна целосна власт на ВМРО-ДПМН е земја во која што царува сиромаштијата, економијата е разорена, здравството е во колапс, образованието е разнебитено. Во Македонија денес демократијата и слободата се газат на секој чекор, меѓуетничките односи се влошени, а евроатлантските интеграции целосно блокирани. Предвадена видовме, Македонија е земја избришана од дневниот ред на Брисел. Држава без перспектива и јасна европска иднина. Синоќа очекувавме од Груевски да слушнеме како тој и неговата партија имаат намера да го водат народот и државата, кои се нивните клучни цели и како и кога тие ќе бидат остварени. За жал, ништо од тоа. Уште еднаш, наместо да слушнеме решенија за тешките проблеми, слушнавме објаснувања зашто проблемите не можат да се решат. Наместо политика која ќе не води кон успеси, добивме понуда за самосожалување. Наместо визија за Македонија држава победник, ни беше понудена улогата на жртва. И при тоа, сите други се виновни, само не власта во Македонија. Виновни се неправедните Европа и Америка, злонамерната Грција, нелојалните албанци, светската криза, невладините организации и слободните медиуми и пред се и над се, предавничката опозиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз. И сето тоа под фирмата на некаков квази патриотизам. Тоа нема врска со никаков патриотизам. Тоа е неодговорна, кукавичка, лажна политика. Тоа е губитничка и со самото тоа предавничка политика. Почитувани граѓани, во овие 4 години како никој порано, Груевски го подели нашиот народ. Не делеше на наши и ваши, на патриоти и предавници, на антички и словенски, на верници и неверници, на транзиционери и природбеници. Жалам што мора да признам дека во тие своји намери во голема мера и успеа. Денес македонскиот народ е поделен народ. Вчера пред рекорд се собраа само наречените патриоти, наградените, привилегираните, задоволните со оваа никаква статус-кво ситуација и во многу поголем број уценетите, заплашените, притиснатите, оние чија екзистенција и семејства зависат од милоста на власта. Вчера го видовме ликот на едната, она владеачката Македонија. Постои уште една друга, многу поголема, многу побројна Македонија. Македонија на разочараните и обесправените, на храбрите и покрај сите закани и заплашувања, на гордите и покрај сите понижувања. Македонија која не ја прифаќа улогата на жртва, која не ја прифаќа изолацијата и безперспективноста. Македонија која сака да чекори напред, која сака и може да ги менува работите, Македонија која сака да победува. Тоа е Македонија на вистинските патриоти. Таа Македонија ќе го покаже својот лик, ќе ја покаже својата големина и храброст. Таа Македонија ќе го подигне својот глас на големиот протестен митинг организиран од страна на Социјалдемократскиот сојуз на 27 јуни, ден недела, пред владата на Република Македонија. Ние сме за победничка Македонија. Тоа е слоганот со кој ги повикуваме сите граѓани, без разлика на нивната партиска, етничка, верска определба да ни се придружат.
Работите не се менуваат со молчење, не се менуваат со наведната глава, не се менуваат со стоење на страна. На 27. јуни ќе покажеме дека сме повеќе, дека сме посилни, дека сме храбри и одлучни. На 27. јуни Македонија ќе покаже дека сака да успее. Македонија ќе покаже дека е победничка.